Третманот на Кина кон нејзината малцинска група ујгури предизвика осуда и загриженост од многу земји. Традиционалното муслиманско турско население во западниот кинески регион Ксинџијанг, ујгурите, се соочија со масовен надзор, произволно приведување и полициско малтретирање, како и принудна работа и стерилизација во владината кампања за спречување на наводниот сепаратизам и исламскиот екстремизам. Се проценува дека над 1 милион ујгури се чуваат во кампови за интернација кои кинеската влада ги нарекува центри за превоспитување. Сепак, групите на застапување велат дека дури и стотиците илјади кои побегнале надвор од земјата не се безбедни од досегот на комунистичката партија. Комунистичката партија на Кина или ККП има на располагање многу средства за следење и прогон на кинеските државјани во странство според ProPublica. Некои од овие методи се тајни или индиректни, како што е користењето шпиони и агенти во мрежата на диаспората за да се вознемируваат и заплашуваат целните поединци или да ги убедат да се вратат со закани за нивните роднини во Кина. Амбасадите и конзулатите обезбедуваат друг начин со негирање на патните документи, барајќи луѓето да патуваат назад во Кина за да ги обноват своите пасоши или подложувајќи ги на дополнителен надзор или пристап до конзуларните услуги. Во последниве години ККП се повеќе отворено ги следи своите цели преку официјални средства, користејќи го своето значително глобално влијание врз странските влади и меѓународните организации. Можеби најзагрижувачка е употребата на Кина на меѓународната организација за криминална полиција или Интерпол, според Safeguard Defenders, непрофитна група за човекови права. Со намера да им помогне на полициските сили да ги фатат криминалците преку границата, кинеската влада ги искористи црвените известувања на Интерпол за да ги таргетира неистомислениците и сврикачите, вклучително и истакнати ујгури. Поединци кои се појавуваат на црвените известувања може да се соочат со испрашување, одбивање на виза и притвор или депортација додека патуваат, дури и во земји каде Кина нема директно влијание. Додека некои црвени известувања се објавени и достапни за јавноста, многу повеќе се достапни само за органите на прогонот, при што субјектите честопати не знаат за нивниот статус. И штом ќе се издаде такво известување, може да поминат години пред жалбата. Долку Ниса, председател на Светскиот конгрес на ујгурите, помина речиси 20 години на списокот, притворен во Јужна Кореја и Италија, пред конечно да биде отповикано известувањето во 2018 година. Идрис Хасан, друг ујгурски активист, немал толку среќа. Уапсен во Мароко, тој остана во затвор дури и по суспензијата на црвеното известување, а сега се соочува со екстрадиција во Кина. Теоретски, Уставот на Интерпол му забранува да води случај на политичка, воена, верска или расна основа, но во пракса подесоците од земјите членки соочуваат со мал надзор. Кинеската влада може да користи обвинувања за финансиски криминал или корупција, честопати без значителни докази. Ујгурите се соочуваат со нејасни обвиненија за тероризам или исламски екстремизам. Оваа реторика во голема мера адаптирана од глобалната војна против тероризмот предводена од САД е исто така како Кина ги оправдува своите постапки во контекст на мултилатералните институции како Шангајската организација за соработка, каде што игра доминантна улога. Опфаќајќи ги Русија и државите од Централна Азија како Индија, Пакистан и Иран, организацијата им дозволува на членовите да одбијат азил на бегалци од други земји членки без барање за правилен процес. Некои наблюдувачи исто така тврдат дека може да стане антизападен блок во кој доминираат Кина и Русија. Подготвеноста на странските влади да ја помогнат на ККП во прогонување на ујгурската диаспора често доаѓа како изненадување, особено кога станува збор за земјите со мнозинско муслиманско население, каде што многу ујгури побарале за солиште. Дел од оваа соработка може да се објасни со економски стимулации, при што Кина е главен кредитор во земји како Пакистан и Киргистан преку нејзината иницијатива Појас и пат.
Но улога играат и политичките и идеолошките фактори. Приоритизацијата на кинеската влада на внатрешната стабилност пред демократијата и низиното противење на меѓународната критика за човекови права, како мешање во низините внатрешни работи, ги повикува другите авторитарни влади ширум светот. Активностите на Кина до одреден степен беа нормализирани со агресивното замолчување на критичарите во странство од страна на другите земји, како што е труењето во Обединетото кралство на Сергеј Скрипал, поранешен руски воен разузнувач, кој действуваше како двоен агент, и убиството во Турција на Џамал Кашоги, саудиски новинар и дисидент. Со зголеменото влијание на Кина на глобалната сцена, оние што сака да избегаат остануваат со се помалку места каде што може да одат. Експертите предупредуваат дека прекуграничниот прогон на ујгурите ја загрозува не само диаспората, туку и одржливоста на меѓународните институции и владењето на правото.